Точно во 7 часот и 36 минути е време да ја поздравиме првата гостинка ова утро. Утрово ја најави Сузе нашата гостинка, која што ни доаѓа од Велес, Емилија Алексовска, со која што ќе го промовирате, како што разбрав за прв пат во еден медиум, вашиот спот, кој што и најава за албум. Спотот е насловен и песната насловена е Еден човек. Ке ви оставам со Сузана да си разговарате, да ве понудам нешто од нашата скромна кујничка, дали сте можеби за кафенце? Би благодарам. Тогаш со внимание ќе ве слушам и со нетрпение ќе го очекувам да го видиме спотот пред крај на разговорот. Повелете. Благодарам. Честа и задоволството не е само мое, туку е наше колективно на целиот медиум. За прв пат на некаков било кој медиум, а Алфа телевизија не е било кој медиум, туку еден од најгледаните македонски медиуми, национални, ја имаме можноста да ја представиме сета убавина на македонската жена, девојка, сите таленти, целата скромност, едноставност и големина и убавина, токму во еден женски инспиративен лик Емилија Алексовска. Добре ни дојде. Благодарам од срце, добро ве најдов. За прв пат на телевизија. За прв пат на телевизија, многу ми е драго што е баш со вас овде. Многу сум благодарна за поканата. Многу сум благодарна што имам можност да представам својата песна пред пошироката јавност, затоа што, како што кажавте, Алфа телевизија не е мал медиум, него е баш од големо значење за мен. Так. Јас не можев да дочекам да го промовирате целиот албум заедно со твојот продуцент Емилко, кого многу го поздравувам, кој прв искомуницира преку социјалните медиуми со мене и првата идеја ми беше ајде ќе почекам кога ќе се скоцка целиот албум, па тогаш да ве поканам и двајцата, но кога го слушнав она што ти го имаш од пеано, посебно и кога го видов тоа што е спакувано во еден човек, си реков нема да го чекам албумот, туку веднаш ќе ја представам Емилија. Штета би било јавноста да не те запознае, а верувам дека многу подолго во тебе работел овој музички талент, така нели? Па од самите почетоци на мојот живот, од кога се сеќавам за себе, јас сум пеела, дали тоа биле хорови, некои бендови, неколку настапи. Меѓутоа, сега е моментот каде што се чувствувам спремна да почнам да одам по тие води и се сметам за доволно возрастна за да можам да почнам да спремам нешто свое, авторско, кое што би можела да го представам баш така како што би требало да биде представено. За мене ова е животен проект и не кажувам така само поради тоа што е прво нешто на кое што работам авторско наше, заедно со Темелко, него баш поради тоа што сите песни се напишани поради некоја моја приказна, некое моје случување, некој мој момент од животот и сите звучат љубовно, сите песни, сите 10, сите се среќни, меѓутоа малку од тие песни уствари пеат стварно за љубовта. Него се раскажува нешто што е многу подлабоко и би требало да се прочепка текстот на песната за да се разбере поентата на уствари тоа што сакаме да го кажем. Колку долго претходно се познававте со Темелко? Прв пат Темелко го запознав на мои 15-16 години од прилика. Имав другарче кој што исто работеше со него, снимаше песни кај него, поминавме во студиото чисто да слушнеме што се случува, новата песна до каде е, како се спрема. Тогаш прв пат ме слушна како пеам. Правевме муавет као да снимиме некој кавер наваму натаму, меѓутоа никогаш не бев спремна и одлучна дека треба тоа да го почнам баш во тој момент. Потоа се сретнавме низ градот неколку пати. Разговаравме на тоа дека треба да почнеме да снимиме и наваму натаму. На крај се договоривме пред точно една година, го снимивме првиот кавер и го пуштивме точно на 1 август, кога ми е роден ден мене, роден ден нему. Не постојат случајности. Да, не постојат случајности, јас така кажувам. И исто така и промоцијата на првата песна е на 1 август, една година после нашата прва соработка. Секоја чест. Благодарам. Она што мене ме фасцинира, и не си единствена, туку сум запознала многу талентирани музичари, артисти кои што немаат никакво формално музичко образование, меѓутоа она што Бог им го дал, талентот е многу поголем од сите наши, би рекла, празнини професионални кои што ги имаме, ама талентот и силната волја да го искористиме паметно тој талент е несапирлива. Исто е случајот кај тебе. Така да ти си единствената македонка која што јас сум ја запознала, која зема онлайн часови кај најдобриот вокален педагог во светот. Една од најголемите инфлуенсерки
вокални педагози која што е идол на многу мои колешки и колеги и јас со задоволство си ја следам и со задоволство уживам во сите нејзини видеа. Дури често пати ги споделувам во моите кругови и секаде каде што ни е потребна вокална техника, вокална поддршка на еден многу интересен, спектакуларен начин. Како дојде во контакт со Шерил Портер? Ја следав на социјалните мрежи и имаше објавено за онлайн курсеви, кои што, нели, со задоволство би сакала да ги земам. Многу поразличен пристап има и многу пријателски пристап има на сите видеа кои што и се веќе снимени. Многу е интересно учењето на нештото, те привлекува и ти задржува внимание многу, за разлика од, нели, класични туторијали каде што кажуваат треба вака да се направи, устата вака да се постави. Има многу интересни игри, челенџи и такви некои забавни начини да се научи. Сето тоа ни забава, да. Низ учење на нови песни, некој што најмногу научи од нејзе, што не го знаеше пред тоа? Рифови, највеќе на тоа се посветив. Меѓутоа, исто така и многу нови начини на распевање, каде што би можела да искористам и head voice, и chest voice, и микс. Браво. Секоја чест. Тоа што би било тешко да се научи сам. сам. Може ли да прашам нешто? Не ми е јасно, Сузе, сега, се извинувам, рифови. Така, што е тоа? Тоа е некој правец во музиката или? Тоа е сегмент, сегмент кој што се користи во дадени песни и во дадени правци во музиката за да се постигне многу поголем ефект. Да. Гласовно? Да, така. Се е тоа гласовно, а подоцна ќе ја споделам и ќе те запознавам и тебе со незината онлайн професорка која што е навистина една прекрасна, инспиративна жена која не можеш да не ја заследиш. Да. Распакувај ни ја во кратки црти приказната за еден човек. Каква приказна ние ќе отвориме тука? Еден човек е првата песна од албумот со која што јас се представувам која сум. Во таа песна раскажувам дека треба да се најдеш себе си, дека јасно ми е кој е тој страф од слобода, јасно ми е што е тоа да се затвориш во кутија и да не гледаш надвор, да бидеш затворен во себе и да бегаш од очите на луѓето од околу, меѓутоа доаѓа период кај што треба да се прифатиш и се додека не се прифатиш никој нема да го пронајде тоа нешто во тебе, додека самиот не се сакаш себе. Јас овде пеам за храброста да се покажам дека јас сум таа, не се срамам од тоа што сум. И се сакаш што сум, да. Кој ме прифати, кој не, тоа е. Да. Јас верувам дека откако гледачите ќе го погледнат спотот, ќе со нетрпение ќе очекуваат уште се останато што сработивте со Темелко во изминативе 12 месеци, само уште накратко. Приватно Емилија работи во шелтер за животни. Во шелтер за животни во Велес, да. Animals Voice. Каква е ситуацијата на таа тема во Велес? Во Велес можам да кажам дека е еден од градовите со највеќе бездомни животни. Реално има голем проблем со секојдневно напуштање на животни. Ние во моментов работиме 2 до 3 волонтери, активисти, како би кажала, со повеќе од 90 животни во нашиот шелтер. Во моментов се бориме да изградиме нов шелтер, во кој што ќе имаме многу подобри услови, таков каков што нема во Македонија. Се обидуваме, се функционира исклучиво на донации, немаме никаква поддршка од никого. Функционираме единствено на донации од Македонија и од странство, така се бориме веќе околу 13-14 години како постои тоа здружение. Секојдневна е работата, секојдневни се предизвиците, има премногу предрасуди, многу напади од страна на луѓето, меѓутоа кога љубовта е толку голема, нема нешто што е што би не запрело, да. Секоја често е многу хумана и многу благородна работа која вие работите на тема животни и сето ова кое ти го опиша, верувам дека ќе се видиме повторно.